Вие предпоставувам дека сте од Алфа, така? Да. Тоа што нема лекар во Велешката касарна каде деновиве изби скандал со заразени војници од чуга. За министерката Шекеринска не само што не е непознато, ами изгледа и оти не е скандалозно. Таа вели дека лекарот не бил тука, оти бил испратен на специализација. Ама зошто тоа би требало да биде оправдување за да не се донесе нов лекар? Факт е дека во нашата армија долги години медицинската струка била занемарена. И ниту се регрутирале, ниту се чувале кадрите, ниту специализирале. Во касарната во Велес ние го направивме чекорот кој што беше неопходен, а тоа е да испратиме лекари на специализација. Прашањето за немање лекар во касарна со 200 војници на патот кон НАТО можеби не ја вознемирува толку министерката, колку што присуството на екипата на Алфа. Војници во касарната во Велес се пожалија дека немаат лекар во Вие касарна. предпоставувам дека сте од Алфа, така? Да. Јас предпоставувам дека ве изненадивме со тоа дека еден сектор кој сте навикнале да биде многу затворен, покажа голема отвореност. И во моментот кога отворивте проблем, па испадна дека не е проблем, и кога побаравте да ја посетите касарната, ви се отворија сите врати. Изјавите на луѓето вработени во касарната што Алфа вчера ја посети се на иста линија со шефицата на одбраната. Тие дури и не убедуваа дека немаат потреба од лекар и дека било доволно еден стоматолог, неколку медицински техничари и психолог да се грижат за повеќе од 200 воени лица. Во моментот имаме доволен медицински персонал во однос на среден, технички образован медицински персонал кој е од нашиот состав од армијата, кој е постојано тука. Скандалот во Велешката касарна изби пред неколку денови кога јавноста разбра дека кај војската, што ќе стои рамо до рамо со војниците од НАТО, има шуга. Еден е официјално заразен, а неофицијално се најмалку 8, кои можно да се заразиле додека првиот не знаел дека е болен. За министерката имало само уште 2 што се под надзор.